А денешниот датум, 31 октомври, е посветен на штедењето. Односно, денеска се одбележува меѓународниот ден на штедењето, како и на финансиската писменост. Ново време со многу големи финансиски предизвици, инфлација и се она што го сочинува нашето финансиско секојдневие, многу почесто се наметнува прашањето дали и колку сме во можност нешто да заштедиме. Но ова прашање одговор ни дава госпоѓата Маја Стевкова Штериева, која што е наша гостинка, односно претседателка на Македонската банкарска асоциација. Благодарам за издвоеното време и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро ви најдов. Добро утро. Благодарам за поканата. Важно е да се спомене дека денеска се одбележува меѓународниот ден на штедењето, па некако така и ќе го започнеме разговорот. Колку македонците навистина знаат да штедат? Многу. Македонците, ако се земе во предвид во какви околности живеат, навистина се штедлив народ и успеваат да издвојат. И статистички, и ако се гледа културолошки начинот на нивното однесување. Со години наназад имаме континуиран пораст на штедењето на населението, така што во изминатиот период и покрај инфлацијата и покрај кризата, сите околности или пораст на трошоци на живот, македонците понатаму штедат во банките и имаме пораст на штедењето. Износот на депозити на населението се движи околу 7 милиарди евра на ниво на банкарски систем, со стапка на раст од 6,3% во однос на претходната година. Што ако се земе во предвид да кажеме дека растот на општествениот производ се движи помеѓу некои рамки од 2-3%, зависно нели дали е по статистика и по проекции на Централната банка или Заводот за статистика и така натака, но како и да е, значи ако споредиме таа стапка од 2-3% споредено со стапка од речиси 7% на раст на штедните влогови на населението, се покажува дека населението умее некако да заштеди и дека навистина тој тренд на пораст на штедењето со години наназад кој што постои, кој што е децениски би рекла, се уште се одржува и населението умее и успева во вакви околности да заштеди. А дали има промени во навиките на граѓаните во однос на начинот на штедењето, дали повеќе штедат во динари, девизи или во други форми? Да, има промени, значи генерално во делот на штедењето, кога зборуваме за банкарските депозити и вашето прашање во поглед на динари и девизи, тоа во различни периоди малку се менувало или во полза на денарите или во полза на девизите, зависно нели која каматна стапка била попривлечна, но генерално тоа секогаш се движело 50-50, односно некогаш во полза на денарите ќе биде малку повеќе, некогаш во полза на девизите, но тоа е некој избалансиран сооднос помеѓу денарите и девизите. Тоа што да кажеме во структурата на депозитите на населението е поинтересно, се однесува повеќе на рочноста. Ние имаме во системот депозити кои што покажуваат стабилност во поглед на рочноста, значи тие се рочени на 1 година, на 2 години, никогаш не се повлекуваат, постојано се преорочуваат, но луѓето ретко се решаваат, дури и кога каматните стапки им се привлечни и значајно повисоки од овие на куси рокови, да штедат на долги рокови. Значи на 3 години, на 5 години, колку и да сме правеле кампањи како банкарски систем, како банки поединечни, колку и да сме нуделе поволности во поглед на каматната стапка, начинот на располагање во случај на нужда од страна на населението, сепак таа склонност речиси да не постои. Тоа што е интересно е дека последните години имаме се повеќе понуда на алтернативни инвестиции во форма на уплати во инвестициските фондови. Значи во Македонија има повеќе друштва за управување со инвестициски фондови, имаат различни видови на фондови каде што граѓаните и правните лица можат да инвестираат. Понатаму ги имаме доброволните пензиски шеми што исто така представуваат облик на заштеда. И нормално инвестицијата во недвижности која што еден период кога каматните стапки беа многу ниски, беше многу атрактивна и голем дел од населението вадеше од депозитите за да купува станови, надевајќи се дека на тој начин приходот што ќе го оствари од рента би бил повисок од каматата која би ја добил на депозитот. Е сега без разлика кој колку може да заштеди и дали воопшто штеди, прашањето е колкав е финансискиот предизвик во Македонија во моментов во однос на економската нестабилност.
Па добро, видите, јасно е дека е предизвик. Само по себе, кога имате раст на трошоците за живот континуирано, штедењето е предизвик, но како што ви истакнав, сведоци сме дека луѓето штедат, сведоци сме дека издвојуваат дел од своите средства во заштеди, дека инвестираат во други алтернативни форми, така што добро би било, нели, само доколку се подобрува финансиската писменост на населението, да се охрабрат и покрај овие класични форми на заштеда да инвестираат и во други облици. Од ова што ни кажувате, очигледно е дека нашите граѓани имаат доверба во банките кога станува збор за заштедата на нивните пари и дали можеби тој сомнеш дека парите не им се на сигурно место ако се во банка постои кај повозрасната генерација? Па, знаете, мислам дека тој сомнеш од аспект на сигурноста е одамна исчезнат. За жал, наназад гледано во последните десетина години, може нешто повеќе, сме биле сведоци на изјави на поединци на социјалните мрежи, најчесто на социјалните мрежи, кои се обидувале да направат паника помеѓу населението. За жал, тоа е многу лошо не само за системот. Системот е отпорен на такви шокови. Тоа се покажа дека тоа се многу краткотрајни изблици, да ги наречам, каде што луѓето ќе дојдат, ќе повлечат некои пари, после 3 дена ќе видат дека немаат воопшто причина за загриженост, па ќе ги вратат назад во банка, така што освен што трошат сопствено време и енергија да ги носат парите натака навака до сеф и назад, апсолутно е непотребна таква активност. Но тие случаи и такви појави што сме ги имале во минатото на креирање на паника од поединци покажале дека апсолутно нема никаква потреба за загриженост, дека системот е стабилен, дека средствата на населението се сигурни, дека банките во секој момент можат да одговорат на повикот за исплата на депозитите. Така што не би можела да кажам дека кај населението постои страв од аспект на сигурноста на нивните депозити во банките. Кои се најчестите прашања што ги добивате од корисниците на банката во однос на моментот пред вложување на нивните парични средства во банка за штедење? Па можеби најчесто би прашале од аспект на располагање, ако е тоа подолгорочен депозит, во какви околности можат пред време да го раскинат, што се случува со каматата во тој случај, што е нели регулирано и со договорот, но ајде, нели нормално секој има право да го прочита договорот и кој го чита, кој не го чита, но полесно им е секогаш нели да прашуваат, така да тоа е еден од аспектите на интерес и една од областите на интерес на населението. Но во делот на заштеди и штедни влогови ретко се случува да имаат поспецифични прашања, освен ова што ви го споменав. Генерално прашањата, поплаки, било какви коментари на населението се однесуваат на други области. Статистички гледано, мислам дека ретко кога се случуваат поспецифични прашања или поплаки во поглед на заштедите. Колку се финансиски едуцирани македонците за тоа што од една страна е добра и позитивна информацијата дека успеваат да штедат и навистина сме штедлив народ, меѓутоа од друга страна дали недостасува финансиска едукација на нашето население? Ова е многу тешко прашање за да се одговори, иако многу интересно и многу актуелно во последно време, бидејќи во основа ние немаме студија која би покажала, значи да можеме со сигурност да потврдиме колку се навистина писмени финансиски. Едно од прашањата кое тука се наметнува е кога зборуваме за финансиска писменост, дали зборуваме само за банки, заштеда, кредити, или зборуваме и најчесто би требало да зборуваме за општа финансиска писменост, бидејќи тоа подразбира најчесто и познавање на сите други аспекти на финансиите. Тука зборуваме за инвестиции, за инвестициски фондови, за пензиски фондови, за осигурување, за работа со картички. Еден од најголемите проблеми и всушност најчестите проблеми кои што се појавуваат и кои што покажуваат колку луѓето некои работи не ги разбираат, се однесуваат на картичките, бидејќи ги доживуваат картичките како нешто што, знаете, на одат во самопослуга и на жената на каса ќе го кажат пинот. Не така таа ќе го злоупотреби, ама пинот уште во картичката која ќе добиете во коверт пишува дека треба да го
знаете само вие да не го споделувате, или ситуации каде што децата бараат картичка, па тоа се става во компјутер туку така лесно, и картичката и ЦВЦ бројот на картичката, се наседнува на финансиски шеми кои што ги доведуваат понатака во финансиски проблеми граѓаните. Видовме ние повеќе такви случаи во текот на изминатите години. Или делот, да кажеме, на финансиски друштва и кредитирање директно од финансиските друштва. Тука навистина имаме многу добри финансиски друштва кои што во еден период не до крај ги обелоденуваа податоците. Така да тој спектар на прашања и познавање на областа на финансиите е многу широк и не би можеле да кажеме дека македонските граѓани имаат некое големо познавање општо од финансиите. Но делот на банките, делот на заштедите, на кредитирањето би рекла дека им е добро познат. Со исклучок да би ги издвоила картичките, може би у последно време веќе се повеќе со примената на електронското банкарство и мобилното банкарство и тука мора малку да се учат за да може да ги употребуваат дигиталните канали, но генерално нивото е средно би рекла. Да. И споменавте картичките, а и самото електронско банкарство, па така ни е и следното прашање во однос на свеста за користење и за заштедување на време. Овој пат во однос на услугите кои што ги нуди е-банкарството, веројатно помладите повеќе го користат за разлика од повозрастните и дали се уште кај таа повозрастна публика се чека ред на шалтерите за подигнување пензија, за плаќање сметки или веќе и таму забележувате напредок дека всушност во тој дел ја стекнуваат довербата дека нема да им бидат украдени парите доколку плаќаат со картичка? Па, се уште имаме редови по шалтери, тоа никако е дел од менталитетот, би рекла, не само кај нас, туку е тоа регионално. И навиките за употреба на електронското и мобилното банкарство и воопшто за дигиталните канали се многу повеќе застапени кај помладата популација. Иако нормално, знаете, и повозрастните веќе и не се толку од тој аспект неинформирани и не вклучени во процесот. Со исклучок на сериозно повозрастни генерации, кои што веќе се во пензија, би рекла дека кај тие може би процентот на застапеност на употребата на дигиталните канали е помал. Кај останатиот дел од населението се повеќе се употребуваат. Меѓу другото, познато е во јавноста дека неодамна банките во соработка со Централната банка има намалување на надоместоците и една од областите кај кои што се направија позначителни отстапувања токму се однесува во тој дел на мобилното и електронското банкарство, каде што кај некои од банките кога се вршат плаќања во рамките на системот на банката, дури и целосно се ослободени од надоместоци. Значи, тука не заштедуваат само време, туку заштедуваат и на пари, го заштедуваат надоместокот кој што би го платиле. Особено што ние имаме во Македонија помеѓу системски значајните банки кои што навистина имаат многу голема база на клиенти и физички и правни лица, така да можноста да се измирите голем дел од обврските во рамките на системот на таа банка и да не платите надомест или надоместот да биде минимален, ама минимален кога зборуваме за сериозно мал надомест од 10 динари, 15, ништо што ни кафе не можете да пиете во некој ресторан, така да тоа навистина е голема предност. И мислам дека сите банки континуирано работат на омасовување на дигиталните канали и за заштеда на, мислам, и за сопствена заштита и заштита на населението. Благодарам многу за денешното гостување и одговорите што ни ги дадовте и навистина позитивни информации има во однос на статистики за кои покажуваат дека македонците се сепак штедлив народ и таа е навика која што трае од многу поодамна, но забележувате и пораст. Благодарам. Да.